Шон Диди Комс, познат како Пи Диди, во октомври 2025 година беше осуден на 50 месеци затвор под обвинение за потекнување или овозможување проституција. Познатиот музички магнат Шон Диди оваа недела бил сместен во самица по тепачка со друг затвореник. Според TMZ, музичарот влегол во жестока расправија поради острите критики упатени кон него од друг затвореник, поради што ја зел работата во своји раце. Повеќе извори наведуваат дека затворениците во затворот Форт Дикс се тепале и се туркале меѓусебно. Затворскиот персонал ги раздвоил мажите, а Комс бил сместен во самица, велат изворите. Не е познато дали тој се уште се наоѓа таму или дали конфликтот ќе влијае на датумот на неговото ослободување во 2028 година. Холивудскиот актер Ерик Робертс потврди дека не присуствувал на свадбата на својата ќерка, актерката Ема Робертс, која минатиот викенд се омажи за својот долгогодишен партнер Коди Џон. 35-годишната Ема и Коди Џон го кажаа судбоносното да на интимна церемонија во Ајдахо по 4 години врска, но 70-годишниот актер не бил помеѓу поканетите гости. Откако беше забележан во Лос Анџелес, Роберт за Page Six накратко го коментираше своето отсуство од свадбата. Ја сакам мојата ќерка, од секогаш сум ја сакал и секогаш ќе ја сакам. Прекрасно е што слави на начинот на кој сака и со луѓето со кои сака, изјави актерот. Ерик Робертс ја доби Ема во 1991 година со поранешната партнерка Кели Канингем. Набрзо по нејзиното раѓање го загубил старателството поради проблемите со зависност од дрога. Во неодамнешното гостување во подкастот на вистина познат со Кара Мајер Робинсон, актерот ги отфрли шпекулациите дека има нарушен однос со ќерката. Всушност не е комплицирано. Комплицирано им изгледа само на луѓето од страна, бидејќи тие не знаат што навистина се случува, рече тој. Робертс отворено зборуваше и за своите грешки од минатото. Емоционално не бев личност на која можеше да се потпре, затоа што бев целосно изгубен. Бев во хаос поради многу работи и затоа преземам целосна одговорност, призна актерот. Денес својот роден ден го прославува македонската актерка Ана Стојановска, едно од најпрепознатливите имиња на современата македонска театарска и филмска сцена. Родена е во Скопје во 1988 година, а со својата посветеност, талент и професионален пристап, повеќе од една деценија е дел од ансамблот на македонскиот народен театар. Ана Стојановска дипломирала на Факултетот за драмски уметности при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на одсекот за актерска игра во класата на професор Кирил Ристовски и вонредниот професор Зоја Бузалковска во 2010 година. Од 2013 година е дел од ансамблот на Националната установа Македонски народен театар, каде што оствари бројни значајни улоги. Програмата на фестивалот Охридско лето продолжува со италијанската вечер, на која ќе настапи една од најстакнатите пијанистки на денешницата, Кристијана Пегораро. Опишана од Нью Йорк Таймс како уметница од најголем калибар, Пегораро настапува во најпрестижните концертни сали во Европа, САД, Јужна Америка, на Блискиот Исток, во Азија и Австралија. Во својата богата кариера свирела пред италијанските претседатели Серџо Матарела и Карло Азелио Кјампи, како и пред лидери во Собранието на Обединетите нации, гувернерот на Нью Йорк, војводката од Луксембург и други високи државни представници во Италија, Канада и Австрија. Низината дискографија опфаќа 34 носачи на звук, а за албумот со танго композиции од Астор Пијацола е добитничка на златен медал на глобалните музички награди во Калифорнија.